Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Библијата Божиот збор. Важноста на Библијата. Не живее човек само од леп. Во петата книга Мојсеева е запишано: те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее од се што излегува од Господовата уста. И Јов слично рекол: не отстапувајте од заповедите на неговите устни. Ги чував словата на неговата уста повеќе, отколку секојдневната храна. Еремија исто рекол: кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав. Твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце, зашто се повикував со Твоето име, о Господи Боже, над воинствата. Во Матеј е запишано: а тој одговори и рече, се мисли на Исус: напишано е, човекот не ќе живее само од леп, туку од секој збор што излегува од Божјата уста. Божјиот збор е радост и светлина на нашиот пат. Псалмистот рекол: Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед е светла, ги просветлува очите. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Објаснувањето на Твоите зборови просветлува, ги вразумува простодушните. И мудриот Соломон во своите поговорки рекол: зашто заповедта е светилник, законот е светлина, опомените на изобличувањата се пат кон животот. И апостол Петар рекол: и така, имаме подцврсто пророчко слово, а вие правите добро што внимавате на него, како на светилок што свети во темно место, додека не осамне денот и деницата засвети во вашите срца. Божиот збор е сладок како мед. Така вели Библијата, во псалмите е запишано: поскапо цени се од златото твоите зборови, од чистото злато, посладки се од медот, посладки од капките на медовата пита. Колку се сладки на моето непце твоите зборови, о Господи, посладки се од мед во мојата уста. Затоа Божиот збор е вечен збор, вечна книга, зашто е запишано: о Господи, Твојот збор останува вечно, постојан како небесата. Исаија рекол: тревата се суши, цветото венува, но Божиот збор, словото на нашиот Бог, останува вечно. Во Матеј е запишано: зборовите на Исус Христос: зашто вистина, вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка, не ќе ја снема од законот додека не се збидне се, зашто небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. И апостол Петар рекол: зашто секое тело е како трева, и сета нејзина слава како цвет од трева. Тревата се осушува и цветот и опаѓа, но Господовото слово останува до века, а тоа е словото кое ви е објавено како Евангелие. Божиот збор се нарекува Господова книга. Исаија рекол: истражувајте во Господовата книга и читајте, ниедно тоа не изостана, зашто неговата уста нареди така и неговиот дух нив ги собра. Понатаму, Божиот збор е возлюбен збор, сакан. Псалмистот рекол: мојата наслада е во Твоите заповеди, зашто ги возлюбив. Помил ми е законот на Твојата уста, отколку 1000 златници и сребреници. О, колку го љубам Твојот закон, по цел ден размислувам за него. Твоите зборови се испитани многу и затоа Твојот слуга ги љуби многу. Тоа е како слово, како дожд.
Како што паѓа дожд и снег од небото, пишува псалмистот, непрекинато додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леп за јадење, така словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Понатаму, Библијата или Божјиот збор е уживање и наслада. Кога ми дојдоа твоите зборови, вели пророкот Еремија, јас ги голтав. Твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце, зашто се викав со Твоето име, о Господи Боже над воинствата. Божјиот збор се споредува како оган што гори. И затоа Еремија вели, затоа вака зборува Господ Бог над воинствата. Затоа што зборуваа така, моите зборови во Твојата уста во оган ќе ги претворам, а овој народ во дрво, за да го голтне огнот. Не е ли мојот збор како оган, говори Господ, не е ли сличен на млад што е крши карпата? Овој Божи збор е инспириран од Бог. Еве докази за тоа. Апостол Петар вели, знајте го оваа пред се, дека ниедно пророштво во писмото не може да се толкува како кој сака, зашто никогаш пророштвото не дошло од човечка волја, туку светите Божји луѓе зборувале носени од Светиот Дух. Тоа е како духовна храна, затоа Езекиел запишал, човечки сине, проголтај го тоа што е пред тебе, изеди го тој свиток, да оди и проповедај му на твојот народ. Сите луѓе имаат потреба од Божјиот збор, зашто Исус рече, напишано е, човекот не ќе живее само од леп, туку од секој збор што излегува од Божјата уста. Тој Божји збор е како чиста вода, зашто е запишано во писмото до Ефесјаните, за црквата, за да ја освети, очистувајќи ја со водно капење во Словото, и да ја представи пред себе славна црква која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Таа е како духовен меч, односно Божјиот збор е духовен меч. Вели апостол Павле, земете го шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божјото Слово. Тоа е важно за читање, затоа што апостол Павле им велеше на црквата во Ефес и на Колосјаните, кога ќе се прочита оваа писмо или послание, погрижете се да се прочита и во Лаодикиската црква. Тоа писмо е инспирирано слово. Апостол Павле на Тимотеј му вели, зашто од детството ги познаваш светите писма, кои можат да те направат мудар за спасение преку вера во Христа Исуса, зашто целото писмо е од Бог вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божјиот човек совршено подготвен за секое добро дело. А во писмото до евреите е запишано, зашто Божјото Слово е живо и делотворно, поостро од секој меч остар од двете страни, и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. И на самиот крај, тоа е како млеко за децата за растење. Имено, според времето требаше да бидете учители, меѓутоа вам ви е пак потребно да ве учи некој на основните начела на Божите пророчки зборови. И станавте такви што ви е потребно млеко, а не тврда храна. Зашто, како новородени деца, копнејте по чисто духовно млеко на Словото, за да пораснете преку него за спасение, ако веќе сте вкусиле дека Господ е навистина добар. Зашто кој го слуша Словото, а не го извршува, тој е сличен на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало. Ќе се погледне и ќе замине, и веднаш заборава каков бил.
а кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Господ нека ве благослови. Амин.